спонтано се најдов повторно во Прилеп. Едноставно Скопје стана премногу за мене. Лотус дојде до таа зрелост каде што му требаше многу големо внимание. И сметав дека можеби најголемо внимание ќе има на местото каде што јас се чувствував најбезбедно пред да заминам од ова место на 16-15 години од средно. И веќе чувствувам напредок и сум фокусирана на едно, се чувствувам комотно. Јас сакав да ги користам убавото и корисното, да ги спојам некако. 2008 година го создадов брендот. Едноставно од скица стана реалност, стана прототип. Имав многу голема среќа, реализацијата ја побрза еден човек од Данска кој се појави и рече јас сакам од Македонија да увезам такви и такви столици. Јас му кажав јас можам да ти направам такви. Тоа беше првата бизнис сделка и можност за Лотус да се роди. Од дете ми била пасија уметноста и цртањето. Значи, многу покасно сватив дека уствари продукт дизајнот ми било пасија. Цртав различни столици во моите бележници, столици, различен тип на мебел. Кога одлучив веќе да правам овој тип на лежалки, ја истражував културата на сите народи кои седат на под. И зошто седат на под? Значи, најблиско до тоа беше источната култура. Значи, самото седење на под, срцето е поблиско до земјата и ја разбудува кундалини енергијата. Особено за источните народи, верувам во тоа дека и за нас исто. Лотус стартува со 4 форми. Едната беше йога, и таа е најголемата, не и сега веќе, но беше најголемиот модел кој го креирав. Тоа е една обична перница, само што е голема, на 1,80 на 1,40 м. Потоа, значи, како втора форма се појави кружната, и која е наречена лиф на самиот лотус цвет и неговиот фасцинантен голем лист. Потоа се појави бад, тоа беше најмалото тогаш. Бад како пупката на самиот лотус. Нормално, тука имаше една градација на йога, мини йога, сега, претходно се викаше кит. Значи, од тој момент понатаму ја не застанав, едноставно производите, формите се надоаѓаја. Сега ги имаме 28 модели и големини. Значи, јас ги креирам пред се за разгалени возрастни, значи хедонисти, луѓе кои сакаат да го живеат денот, да го живеат моментот, што сакаат да едноставно се чувствуваат безбедни како во преградка на мајка. Јас сум борец. Издржлива сум и упорна. Мислам дека мојот карактер придонесе да Лотус дојде 13-та година, да израсни, да расти 13 години, да обстои и да прогресира. Напуштив работа, одлична плата, добар рейтинг. Значи, ја Лотус го направив од плата. Немав никаква одстрана инвестиција, немав помош, моите потекнуваат од работничка класа, значи дури не успееле ни да ме дошколуваат до крај. Упорност и снаоѓање. Сметав дека можам да придонесам повеќе. Не само за мене, за општеството, за средината во која живеам. Лотус го правам од чиста љубов. Значи, производите прво ги направив за себе, ради тоа што сакам да ги користам. Да, мајка ми стварно на почеток немаше уши за мојава работа, али ми се чини дека тоа се тоа намерно го прави за да ми ја ојача желбата и за да бидам искрена и да најдам аргументи зошто. Јас цело време бев во Скопје. Во Скопје беше моето студио. Таму се раѓаја производите, овде се продуцираја. Значи, таја ги носеше во фабрика, ги земаше од фабрика, ги надгледуваше производствата, обезбедуваше солуции на сите проблеми, ради е возрастна, е поискусна и е многу паметна жена. Така да, едноставно, мајка ми денеска е, не знам,
основен столб на кој Lotus се држи. Може и мене да ме нема, ама кога не се има, Lotus функционира. Мотивирав многу млади луѓе да се самосталат. Значи, многу млади луѓе поминаја како мои асистенти, помошници и така натаму, и денеска има сите своји брендови. Еве една порака до младите дизајнери кои имаат стварно идеи, значи производите не мора да бидат совршени, значи времето ќе ги оформи, времето може да ги одобри и да ги развие и да ги направи подобри нивните производи. Значи мислам дека само истрајноста е одговор дали производот е добар. Еве Lotus 13 години има, кој би рекол. Ако функцијата ми била почетната идеја, тогаш гледам да го најдам изгледот или обратно. 1% е идеја и 99% е работа на идејата.